Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, ќе ве замолам да ги отворите своите Библии кај глава 24 од Евангелието според Матеј. Во оваа глава се наоѓа третиот и последен голем говор од ова Евангелие. Првиот беше беседата на гората, вториот оној со параболите за небесното царство, и сега наред е говорот кај Маслиновата гора. Истиот е опфатен во глава 24 и 25. Доколку имате пријатели кои се интересираат за христијанската вера и сакаат да знаат нешто повеќе за Светото Писмо, би сакал да ве охрабрам да им ги препорачате овие епизоди, кои верувам дека ќе им бидат од полза во нивната потрага по вистината. Пред да почнеме со читање и обработка на текстот, сакам накратко да ве потсетам на содржината од претходната епизода. Размислувавме за случката во која Господ ги укоруваше религиозните водачи и плачеше над Ерусалим, велејки дека нема да го видат се додека не кажат: благословен е оној кој доаѓа во името Господово. Тоа е навистина интересен духовен принцип, кој верувам важи за секој човек. Се додека искрено не го побараме Господа, се додека искрено не сакаме да го спознаеме, тој ќе остане непознат и во одредена смисла сокриен за нас. Господ им се објавува на оние кои го бараат. На учениците малку по малку им стануваше јасно дека Господ Исус нема намера да земе оружје и да се бори против римјаните. И таа идеја воопшто не им се допаѓаше. Откако Господ Исус ги изговори тие зборови, тие минуваа покрај храмот и апостолите како да сакаат да го насочат неговото внимание кон градбата. Патем станува збор за оној храм познат како Иродовиот храм, бидејќи Ирод беше иницијаторот за истиот да се обнови. Наместо да се воодушеви, Господ Исус им кажа дека храмот ќе биде уништен и од него нема да остане камен врз камен. Пред неколку години бев во Израел и го посетив така наречениот Ѕид на плачот. Тоа е единствениот дел од храмот кој се уште постои. Храмот беше уништен во 70-та година од раѓањето на Христос, од страна на римјаните. Од тогаш наваму, евреите се обиделе да го доизградат, но неуспешно. Единственото нешто што успеале да го изградат е токму тој ѕид за кој ви зборувам. Ако дојдете до ѕидот, ќе забележите дека камењата од кои е изграден се различни. Според преданието, евреите барале и носеле камења од различни области при обновата на тој ѕид. Откако учениците го слушнаа Исусовото пророштво за храмот, иако беа во шок, му поставија 3 прашања поврзани со последните времиња, кои Исус ќе им ги одговори. Стих 3. И кога седеше во Маслиновата гора, дојдоа кај него учениците негови насамо и му рекоа: кажи ни, кога ќе биде тоа и каков ќе биде знакот за твоето доаѓање и за крајот на светот? Првото прашање е: кажи ни кога ќе биде тоа. Ова се однесува на неговото пророштво дека храмот ќе биде уништен и камен врз камен нема да остане од него. Во неговото Евангелие Матеј го нема запишано конкретниот одговор на ова прашање, но одговорот го имаме во Евангелијата на Лука и Марко. Слушнете што пишува во Лука, глава 21, стих 20. А кога ќе го видите Ерусалим опколен од војски, знајте дека е блиску неговото запустување. Верувам дека дел од оние кои ги слушнаа овие зборови беа присутни во 70-та година, кога римјаните го уништија храмот. Всушност, тој воен поход беше преземен од страна на познатиот војсководец по име Тит. Кога го опколи градот Ерусалим, тој одлучи не само да го освои, туку и да го уништи. Според некои историски записи, градот бил целиот во урнатини, а да ве потсетам дека нешто слично му се случи на Ерусалим и во времето на Навуходоносор. Тоа значи дека Господовите зборови за иднината на храмот се исполнија. Потоа имаме уште 2 прашања.
кој ќе биде знакот на неговото доаѓање и кој ќе биде знакот на крајот на светот, односно добата. Светот никогаш нема целосно да престане да постои. Вистина е дека според библиското учење за идните времиња, Бог ќе даде нов свет, но тој нов свет ќе биде еден вид на замена за сегашниот. Тоа е исто како да замените старо за ново возило. Тоа ќе се случи и во иднина. Бог ќе ни даде нов свет како замена за овој што го имаме. Затоа, јас сметам дека треба да зборуваме за крајот на добата, а не крајот на светот. Исусовото второ доаѓање и крајот на добата се настани кои во одредена смисла се поврзани. Патем, кога Исус ќе дојде по втор пат, тој настан е исто така поврзан и со целосното воспоставување на небесното царство. Постојат и други важни настани кои ќе се случат во тој период. Еден од нив е појавата на Антихристот, потоа грабнувањето на црквата, започнувањето на така наречените големи страдања, односно најголемите страдања кои било кога се случиле на земјата и слично. За овие прашања постојат многу несогласувања во христијанскиот свет. Ќе се обидам колку што можам да ги избегнам тие дебати, бидејќи немаме доволно време за да навлеземе во сите нив и да ги објасниме различните ставови кои преовладуваат. Забележете што вели во стих 4. А Исус им одговори и рече: пазете се да не ве излаже некој. Овие зборови, се разбира, се однесуваат на времето во кое ние живееме, како и на времето при крајот на добата. Господ Исус не предупредува да бидеме внимателни, бидејќи постојат многу лажни учители и учења од кои можеме да бидеме заведени. Тоа било така со првите христијани, тоа е така и со нас денес. Лажните учители и учења се меѓу најсериозните опасности за христијаните низ црковната историја. Во други делови од Новиот Завет ни е кажано како да се пазиме од нив, така што ќе ги проверуваме нивните учења дали се во согласност со писмото. Пред некое време добив писмо од една слушателка на оваа програма, која ми објасни како Господ и помогнал да си замине од многу опасен култ. Не можам да ви го кажам нејзиното име, ниту пак конкретниот култ за кој таа пишува, но сепак ќе ви ги цитирам нејзините зборови за да добиете идеја за што станува збор. Еве што вели таа. Пред околу 20 години, една добра пријателка ми кажа дека на некое место се собираат верниците од таа конкретна религиозна група. Мојата пријателка беше дел од таа религиозна група и ме однесе на еден од нивните настани. Продолжив да одам и тоа траеше околу една година, но еден ден додека ручав го имав пуштено радиото и вашата програма беше во етер. Кога го слушнав вашето учење, сватив дека сум во многу опасна ситуација. Потоа, слушателката објаснува како го напуштила култот, а и нашла добра и библиска црква која ја посетува заедно со своето семејство. Продолжуваме со читање, стихови 4 и 5. Пазете се да не ве излаже некој, зашто многумина ќе дојдат во мое име, говорејки: јас сум Христос, и ќе прелажат мнозина. Ова е исто така важно да го имаме на ум. Ќе се појават лажни Христоси, односно лажни месии и спасители. Тоа ќе се луѓе кои ќе се представуваат како експерти за светскиот мир и благосостојба, а всушност ќе бидат обични измамници кои имаат манипулативни способности. Во 20 век многумина такви се појавија на Западот и на крајот се испостави дека правеле некакво беззаконие кое било прифатено од страна на нивните следбеници. Може би денес во нашиот контекст нема да се појават луѓе кои ќе ветуваат светски мир и благосостојба, но ќе има такви кои ќе се обидат да не натераат да застраниме од вистинското учење на Господ Исус. Но, забележете како Господ Исус вели дека и во Негово име ќе доаѓаат луѓе кои ќе се представуваат како спасители и месии. Значи, и оние кои се нарекуваат со Неговото име треба да бидат проверени дали зборуваат вистина. Стих 6. Ке слушате за војни и повици за војни. Гледајте да не се уплашите, зашто сето тоа треба да биде, но тоа уште не е крајот. Војните и повиците за војни
не се знак за кој можеме да кажеме дека сигурно укажува на крајот на добата. Од времето кога овие зборови беа искажани, до ден денешен имало многу големи војни, а сепак, крајот на добата не е дојден. Според некои историски записи, во последните 2000 години низ светот имало стотици големи војни. Некои велат дека во последните 5 до 6000 години само 200 години биле време на мир. Кога бев мало дете се наоѓавме во период на завршеток на Првата светска војна. Се сеќавам како татко ми и другите разговараа за тоа дека има голем број на книги кои го претскажуваат завршетокот на светот и тоа го тврдеа поради завршувањето на светската војна. Но тогаш светот не заврши. Почна светската депресија и Втората светска војна. За време на Втората светска војна јас работев како пастор во црква во Пасадења. Кога привршуваше војната, им кажав на верниците од заедницата дека наскоро ќе почнат да излегуваат книги кои ќе најавуваат крај на светот. Тоа и се случи, но се издаваа многу повеќе книги на таа тема од што очекував. Од тогаш се поминати неколку децении и крајот се уште не е дојден. Затоа велам дека не можеме да ги земеме војните како единствен симптом на крајот. Патем, кога станува збор за војните и нивниот престанок, јас сум убеден дека ние луѓето никогаш нема да можеме да престанеме да војуваме. Големите светски водачи зборуваат за мир, но токму тие се виновни за војните кои ја хранат војната индустрија. Обединетите нации, покрај другото, е здружение кое треба да го чува мирот. Но мирот во светот нема да дојде се додека Христос не го воспостави. Стихови 7 и 8. Зашто ќе се крене народ против народ и царство против царство и на разни места ќе има глад, помор и потреси, а сето тоа е почеток на страдањата. Светското население се повеќе се зголемува, а со тоа, за жал, и гладта помеѓу луѓето. Моментално, во светот има милиони луѓе кои се којдневно гладуваат. Но и оваа глад која владее во светот не е ништо во споредба со онаа која ќе се случи во иднина и за која читаме во Откровение глава 6. Страдањата кои моментално ги гледаме може да се сметаат за некој почеток, но не и за кулминација на тоа за кое зборува Господ Исус. Доаѓаме до стихови кои според мене се опис на период кој во теологијата е наречен период на големи страдања. Би сакал да споделам накратко мое видување во однос на некои аспекти од верата кои се поврзани со оваа тема. Вие и јас живееме во добата на црквата, или како што се нарекува добата на Светиот Дух. Според Светото Писмо, постојат две групи на луѓе, оние кои веруваат во Бог и оние кои не веруваат во Бог. Бог ги повикува сите луѓе од светот да дојдат кај Него, иако не сите ќе ја прифатат таа покана. Но, оние кои доаѓаат кај Него, стануваат дел од Неговиот народ. Стих 9. Тогаш ќе ве предадат на мачење и ќе ве убијат, и ќе бидете мразени од сите народи заради моето име. За кого се однесуваат овие зборови? За евреите или за неевреите? Мислам дека се однесуваат на сите оние кои ќе поверуваат во името на Господ Исус Христос. Некои луѓе сметаат дека овие зборови се однесуваат само на евреите и дека истите се пророштво за антисемитизмот. Но забележете како Господ Исус вели дека поради Неговото име луѓето ќе бидат мразени. Мора да бидеме реални и да признаеме дека колку и да е лош, антисемитизмот не се случи поради Христовото име. Поради Христовото име страдаат само оние кои веруваат во тоа име, го исповедаат и живеат за да му служат на Христос. А за жал, тоа не би можеле да го кажеме за еврејскиот народ. Продолжуваме со читање на текстот, стихови 10 и 11. Тогаш мнозина ќе се соблазнат и еден со друг ќе се предаваат, и еден со друг ќе се мразат. Многу лажни пророци ќе се појават и ќе прелажат мнозина. Повторно имаме предупредување да се пазиме од лажните пророци, односно учители. Во Стариот Завет, израелскиот народ многу страдаше бидејќи не се пазеше од лажните пророци.
Се надевам дека ние денес ќе бидеме повнимателни и нема да ја повториме нивната грешка. Стих 12. И бидејќи беззаконијата ќе се умножат, кај мнозина љубовта ќе олади. Ова е вистина која ние гледаме како се исполнува пред нашите очи. Зарем не сте приметиле како беззаконијата кај луѓето постојано се зголемуваат, а љубовта помеѓу нив постојано се лади? На телевизија секојдневно слушаме за нови злосторства и кривични дела. Дознаваме за масовни убиства, нови војни, сексуална изопаченост и слично. Најтрагично е тоа што некои од овие гревови ги има и во црквата. Пред некое време се видов со еден проповедник кој преминал кон либералното теолошко крило. Забележав дека пие алкохол, пуши цигари и во се однесува како светот. Кога го прашав зошто го прави тоа, ми рече дека подобро е да му се придружиме на светот, отколку постојано да се бориме против него. Многу ми падна тешко за мојот соговорник. Стих 13. А кој ќе издржи до крај, тој ќе биде спасен. Стихот е многу едноставен и јасен, зарем не? На крајот ќе бидат спасени не само оние кои некогаш во животот ја исповедале христијанската вера, туку оние кои до крај ќе издржат. Зошто Господ Исус зборува за издржување? Затоа што животот секако е тежок, а и особено последните времиња ќе бидат тешки. Од нас се бара да издржиме во духовната борба која секојдневно се одвива. Во таа борба не сме оставени сами на себе, бидејќи Господ Исус им го дава Светиот Дух на сите кои вистински веруваат во Него. Кои се оние кои ќе издржат до крај? Тоа се оние кои секојдневно ја бараат и исполнуваат Неговата волја. Некогаш се случува некој да ми рече: познавам една личност која порано беше многу активна во црква и веруваше, но денес живее во грев. Дали таа личност е спасена? Мојот одговор е: не знам. Навистина не знам и мислам дека ќе треба да оставиме на времето да покаже. Она што го знам со сигурност е дека оние кои се вистински Божји синови и ќерки, кога тогаш ќе се вратат кај својот небесен татко. Кога една свиња влегува во кал, таа ужива во калта и постојано се валка во неа. Но, кога ќе се случи овцата да влезе во кал, таа не сака да седи во таа средина и брзо се оддалечува од неа. Така е и со луѓето. Оние кои вистински веруваат, може да се случи да паднат во грев, но тие не сакаат да останат во тој грев, туку одат кај добриот пастир за да ги исчисти. Стих 14. И ќе биде проповедано ова евангелие за царството по целиот свет, за сведоштво на сите народи и тогаш ќе дојде крајот. Интересен стих, зарем не? Се чини како Господ Исус да вели дека радосната вест за спасението ќе стигне до секој крај од светот, односно дека сите народи ќе го слушнат евангелието. Тоа значи дека на еден или друг начин Бог ќе им даде шанса на луѓето да дознаат за Неговото постоење и добрина. Тука ќе завршиме со денешното проучување. Се надевам дека имате некаква полза од ова што го кажавме досега. Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.